Скоро половина милијарда евра помалку приходи се собра во буџетот во однос на планот за минатата година. Причината за ова министерката Кочовска алоцираше кај државните институции. Тие не успеале да си ги наплатат сопствените приходи. Интересно е и тоа што Фондот за здравство ги стокмиле парите од придонесите, но во ПИОМ се слеале помалку средства. Зошто е тоа така? Дали не се плаќал придонесот за пензиско? Допрва ќе се анализира. Наплатени си помалку приходи од игри на среќа, но и од акцизи. Тоа значи самите газди не си ги прибра своите приходи, а тоа се институциите кои што имаат сопствени сметки. Акцизите се единствено нешто што е послабо наплатено, но не знам што не изненадува. Кој можеше да предвиди дека и во ова што се случува во Венецуела повторно цените на нафтата ќе останат ниски? Јас не. Кочовска сепак е задоволна од тоа како завршила наплатата на даноците. Од овие пари се покрива дупката во ПИОМ, но и други расходи. Сега планот е во 2026 да се соберат над 12% повеќе приходи во државната каса. За тоа да се случи, Кочовска се надева на намалување на процентот на работа на црно, нешто за што постојано се зборува, но никако да се случи. Работиме на измени во многу закони, почнувајќи од законот за данокот на додадена вредност, каде што согласно се уште не ги имаме добиено извештаите од ММФ кои што работеа на анализа, кажуваат дека даночните ослободувања во државата се 4,75% од БДП, што значи многу повисоки, со 4% дефицит завршивме, а имаме даночни ослободувања. Во 2025 година проекциите беа во буџетот да се соберат околу 6 милијарди евра, но според бројчаникот на Министерството за финансии, заклучно со 31 декември, се стокмија 5,4 милијарди евра или 470 милиони евра помалку. Ова значи дека реализацијата на приходите е нешто над 92%, а според анализите тоа е најниско во однос на последните 10 години.